Добре дојдовте во најновата епизода на веќе добро познатиот Семос Едукаст и ние денес овде ќе обработуваме една навистина фантастична тема, а тоа е вештачката интелигенција. И сега за да се долови точно што е тоа вештачка интелигенција, треба да имаш еден сјаен соговорник, а токму тоа е Елена Димовска. Добре дојде. Добре најдов. Многу ни е драго дека си овде. Исто и мене. Дали си добра? Одлично. Многу се радувам. Сега за да не утнам, ќе прочитам. Илана, ти си Data Analyst Associate во Семос Едукација и Microsoft Certified Trainer и ќе разговараме на најактуелната тема во светот, како што напоменав веќе, а тоа е вештачката интелигенција. Оваа идеја знаеме дека веќе на големо го менува светот и го менува работењето на веќе многу дигитализирани индустријски гранки, како што се бизнисот, образованието, транспортот, финансиите. Дали можеме со едноставни зборови да објасниме што е тоа вештачка интелигенција? Па ќе се обидам со една од најпопуларните дефиниции за вештачката интелигенција, да ја доближам суштината на истата. Па таа дефиниција вели дека вештачката интелигенција е дисциплина во која машините учат како да ја манифестираат човечката интелигенција. Или повеќе, ако сакаме да слушнеме за вештачката интелигенција, таа е научна дисциплина во која се вклучени сите оперативни активности на машинската интелигенција. Тоа би значило дека имаме алгоритми кои се користат во модели, во големи бази на податоци, каде базите на податоци, односно внесувајќи ги вредностите во тие бази на податоци, истите се обработуваат со помош на алгоритмите и добиваме определени предикции за резултатите. Или подобро, ако сакаме да го објасниме сето ова, можеме да го искористиме популарниот ChatGPT. Денеска знаеме, скоро сите сме се обидале да добиеме некаков резултат користејќи го ChatGPT, па тоа го правиме на истиот начин. Ние внесуваме вредности во ChatGPT и очекуваме резултат за внесените вредности. Дали е тоа одговор на некое прашање или можеби некаков дел од некоја научна дисциплина, нешто за кое не знаеме одговор. И како функционира сето тоа во позадина? Вредностите, инпутите одат до базата на податоци, која повторно човекот ја собирал и ја внел во определена база, како податок се разбира. Постојат алгоритми кои функционираат на тој начин што во себе содржат математичка формула, за на крајот да ни дадат некаков резултат во форма на текстуален облик. Така што вештачката интелигенција во својата основа всушност го има машинското учење или алгоритмите како основа. Да. Што е она што тебе најмногу да привлече да ти градиш нови знаења и искуства токму на ова поле? Па генерално сегашноста. Знаеме дека живееме во едно време во кое иднината е навистина непредвидлива, иднината е нешто што многу брзо се развива во технолошки смисол, така што вештачката интелигенција е нешто што ни треба во моментов. Таа веќе е апликабилна низ, како што рековте, низ многу бизнис сектори, но и во секојдневието. Јас сум дата аналист, се разбира, и мојата пасија се податоците. Навистина сум импресионирана од тоа што можеме да добиеме со обработка на истите, а користејќи ги алгоритмите, поточно машинското учење и предикциите со кои можеме да добиеме определени резултати, односно евентуални предиктивни модели да креираме и на база на тоа да носиме одлуки кои се дата-дривен, односно водени од податоците, во суштина ме мотивираше да навлегувам се повеќе во вештачката интелигенција. Значи, можеме да заклучиме дека подемот на вештачката интелигенција навистина загарантиран за во иднина. И како сметаш дека таа ќе ги обликува различните аспекти на живот во најблиска иднина? Па по природа сум оптимист, некогаш и идеалист, но мислам, тоест верувам во тоа дека ова размислување е правилно и јас верувам во тоа дека вештачката интелигенција ќе го обликува човештвото кон подобро, во насока на тоа дека нема да имаме веќе потреба од користење на луѓето во некои ризични професии, како што е рударството или пак пожарникари, и затоа ќе биде користена вештачката интелигенција. Ќе имаме што е можно повеќе користење на вештачката интелигенција во медицината и унапредување на технолошките процеси кои се користат во медицината, а со тоа и ќе помагаме на човештвото.
Така што верувам во тоа дека човекот и машините би оделе рака под рака, поточно би биле партнери во градење на едно подобро општество. За таа цел сметам дека регулативата на вештачката интелигенција е основно нешто што мора да биде на кое мора да биде посветено внимание, и сметам дека тоа не е компаниска стратегија, дека тоа не е стратегија на една земја, туку дека тоа е светска стратегија и дека сите заедно мора да придонесеме кон одлична правна легислатива, добро уредена форма за тоа како се развива вештачката интелигенција, а со тоа и компаниите кои произведуваат производи и нудат сервиси во кои се вклучени, да речеме, машинското учење или дел од моделите на вештачката интелигенција, некакви платформи и слични производи, дека за тоа би биле регулирани. И во таа насока сметам дека не треба да се ослободиме од стравот, не треба да бидеме со страв дека вештачката интелигенција може да наштети на човекот, туку едноставно треба да сите сме насочени кон тоа дека вештачката интелигенција е во вистинска насока за развивање на човештвото воопшто. Така, сега веќе кога го спомна машинското учење, би сакала да те прашам дали може да направиме разликата помеѓу вештачката интелигенција и машинското учење и како тие меѓусебно се надополнуваат. Па не би рекла разлика, повеќе би рекла надополнување, бидејќи машинското учење во суштина е основата на вештачката интелигенција. Машинското учење се моделите, предиктивните модели кои во себе имаат алгоритми, а тие пак математички формули, и се навистина понапреден начин за добивање на определени резултати, особено предиктивни резултати на база на историски податоци, за разлика од традиционалните софтвери. Традиционалните софтвери се насочени од луѓето, а овде машинското учење има своја независност. Па затоа се резултатите навистина побрзо се носат во таа насока. Сметам дека машинското учење нема разлика со вештачката интелигенција, туку само е една основа и на дополнување на истата. Индустриализацијата и автоматизацијата доведоа до создавање на цели нови индустрии, од автомобили до компјутери, носејќи нови работни места на патот, од возачи до веб дизајнери. Иако се уште ние не можеме со сигурност да кажеме дека овој тренд ќе продолжи, најновите податоци почнуваат да покажуваат позитивни знаци на нови работни места, па дури и за цели кариери. Истражувањата велат дека вештачката интелигенција би можела да замени дури 300 милиони работни места. Кој е твојот став околу ова прашање? Па, веројатно стравовите постојат насекаде во врска со вештачката интелигенција, токму тоа е причината, нели, што ја разбиваме таа табу тема или таа глорификација на вештачката интелигенција од која се создаваат многу недоразбирања. Па, јас не би се користила со шпекулации, можеби подобро е кога зборуваме со аргументи. Така, например, последното истражување на Светскиот економски форум вели дека до 2025 вештачката интелигенција ќе замени 85 милиони работни места, но ќе донесе нови 95 милиони работни места. И дури на 50% од работоспособното население ќе им биде потребно реструктурирање, дооформување, дообука и така натаму. Па затоа тука се едукативните центри, како Семос едукација, кои ја практицираат вештачката интелигенција, кои нудат обуки за вештачка интелигенција, да овозможиме да сите работоспособни граѓани се прилагодат кон новите трендови, ја практицираат вештачката интелигенција и ја разберат во својата суштина. Тоа не значи дека треба секој од нив да биде програмер и да знае програмски јазик и како да ја развива вештачката интелигенција. Сега веќе постојат low-code платформи, каде не се користат програмски јазици, туку со drag and drop решенија едноставно се учи основата или суштината на вештачката интелигенција и незината апликабилност во дигитализација на процеси. Па така на еден бизнис корисник доволно е вештачката интелигенција да му ги замени репетитивните задачи во текот на еден работен ден и тој да биде поефикасен во својата работа. Со тоа би се насочил и кон суштински активности наместо да работи мануелни оперативни задачи. Во таа насока сметам дека да, можеби ќе замени одредени работни места, но и впрочем во суштината на човештвото, ние како едно од најсовршените битија за кои знаеме, впрочем и треба да се насочиме кон суштински работи, а да се обидеме да ги намалиме тие репетитивни, мануелни
активности кои ги имаме сите, секој од нас во својот работен ден, во секојдневието и така натаму. Според извештајот за еднината на работните места на Светскиот економски форум за 2023 година, специјалистите за вештачка интелигенција и машинско учење се на најбрзо растичките деловни области. Дали се моментално овие најбарани професии во оваа област? Може да се каже, навистина е така, во секоја една од областите на бизнис секторите се разбира потребен е специјалист за вештачка интелигенција и машинско учење особено, бидејќи примената е широк. Примената е во секоја поддисциплина, во секој еден сектор на индустријата, без разлика дали е тоа продажба, маркетинг, производство, економија воопшто, нели? Па затоа сметам дека да, и истражувањето ги потврдува фактите дека експертите за вештачка интелигенција навистина наоѓаат се дефицитарен кадар и наоѓаат работа во секоја една од индустриите. И она што треба секој еден бизнис корисник, секој оној кој се занимава воопшто со било дали е наука или воопшто е во бизнис секторот, да го најде своето место во насока на користењето на вештачката интелигенција. Некои од нив можеби се технички лица кои се подготвени со програмски јазици и можат да ја развиваат вештачката интелигенција во една компанија и да развиваат решенија користејќи ја вештачката интелигенција, додека пак бизнис корисници и оние кои не се опремени со некаков програмски јазик можат да користат low-code решенија кои во себе содржат елементи на вештачка интелигенција и машинско учење. И бидејќи тие ја имаат другата предност, познавањето на бизнис процесите, и исто така можат да имплементираат решенија, да креираат решенија во една компанија, каде ќе ја имплементираат вештачката интелигенција. Така што и обуката, и едукацијата, и примената на вештачката интелигенција може да се гледа од два столба. Едниот е технички лица, кои можат да развиваат и да работат во еден хибриден тим со бизнис корисници, и другиот столб се бизнис корисниците кои ги познаваат процесите во една компанија, но треба да ја знаат апликабилноста на вештачката интелигенција, каде можат да ја употребат, кои се процесите кои можат да ги дигитализираат, за да бараат решенија во рамките на својата компанија. Имаме некако човек што е од сосама 15 различна бранша. Многу ме интересира кои се вештини се потребни за започнување на кариера токму во вештачката интелигенција. Па првенствено реков во зависност од преференциите кој еден човек има, дали е тоа технички науки, добро би било да биде обучен со програмски јазик, да. Така е. И еден од најкористените, можеби најпопуларен кога е во прашање вештачката интелигенција или најчесто користен е програмскиот јазик Python. Се користат и други програмски јазици, но еве кога почнавме со ChatGPT можеме да кажеме дека Python е еден од најчесто користените програмски јазици, впрочем и со него е креиран ChatGPT. Понатаму основните концепти на вештачката интелигенција и машинското учење се нешто што мора еден експерт или специјалист за вештачка интелигенција да го познава и полека да навлегува во длабинското учење и се она што продолжува понатаму во смисла на in-deep знаење за вештачката интелигенција. И како што кажав, вториот дел или втората група на специјалисти кои би се вклучиле во примена на вештачката интелигенција би биле оние бизнис корисници кои би ги користеле low-code веќе алатките и платформите кои се креирани од светските вендори. Впрочем, идејата на светските вендори е и да ја демократизираат вештачката интелигенција, односно да ја доближат до секој еден како во деловниот свет, така и во секојдневието, така што секој би го нашол своето место под една компанија и би се работело во хибридни тимови каде ќе се аплицира во определени решенија за дигитализација на процесите на бизнисите, ќе се креира едно решение во кое ќе учествуваат различни профили на специјалисти и експерти, дали се тоа програмери, дали се low-code програмери, дата аналисти, дата сајентисти,
кои ќе креираат едно решение кој има за цел да го олесни работењето на компанијата. Впрочем, крајната цел на вештачката интелигенција е да и го олесни нашето функционирање, дали е тоа во секојдневните обврски или пак во текот на еден работен ден. Да. Си да знаеме дека во СИМОС има Академија токму за вештачка интелигенција. И сега моето прашање би било кој се може да стане дел од истата таа академија и што по завршувањето на неа? Секој оној кој има желба да се занимава со вештачка интелигенција, добре дојден како слушател на Академијата за вештачка интелигенција. Се разбира младите луѓе кои сакаат да го оформат своето знаење во развој на вештачката интелигенција, се една група која навистина и е заинтересирана и навистина одлично напредува во насока на тоа да секојдневно се користи вештачката интелигенција во секоја една клетка на општеството. Професионалци кои веќе се во определени области кои практицираат вештачка интелигенција можат да го изградат, доградат своето знаење на Академијата за вештачка интелигенција или оние така наречени свичери од една во друга професија, секако се добре дојдени, бидејќи, зошто го велам ова, затоа што Академијата има програма која обезбедува знаење без никакво претходно знаење за вештачката интелигенција. Го опремува слушателот со програмски јазик, основата на програмскиот јазик Python, со основите и концептите на вештачката интелигенција и машинското учење и се разбира останатите модули кои се потребни да длабински се навлезе во секој еден битен сегмент за тоа да биде на крајот подготвен слушателот да веднаш влезе во екосистемот на вештачката интелигенција, да практицира веднаш вештачка интелигенција. На крајот од завршувањето на Академијата се разбира предвидени се работа на проекти со реални податоци. Веќе имаме некоја соработка со талент партнер компании кои ќе ги понудат своите ресурси во смисла на работа на некаков проект и поддршка на слушателите на Академијата и практично ќе го пренесат своето искуство на слушателите на Академијата за вештачка интелигенција. Да, сега веќе ми го одговори моето следно прашање до некаде, бидејќи прашањето ми беше што би ги советувала сите оние кои што сакаат да извршат кариерна трансформација и баш да го изучуваат ова поле на вештачката интелигенција. Да не размислуваат, туку да го направат тој чекор. Зошто? Затоа што како што и на почеток започнав, иднината ни е веќе тука. Да. Многу брзо се развива вештачката интелигенција, дури некои од експертите заговараат и мало стопирање во смисла на тоа прво да се подготви терен, регулатива, да се крене свеста за вештачката интелигенција, да се оформат оние постулати кои ќе значат основа за тоа како ќе се развива во иднина и се разбира битна е правната легислатива како тоа е регулирано за да немаме стравови од злоупотреба. Злоупотребата, може би ќе преминам во една друга тема, чисто сакам ова да го напоменам дека злоупотребата, нели сите се плашиме од злоупотребата на вештачката интелигенција, па ќе речам дека злоупотребата постои насекаде. Затоа мора да постои регулатива. Не е само вештачката интелигенција поле каде се прави злоупотреба, но затоа регулативата мора да биде јака, свеста кај корисниците мора да биде јака, а тука сме ние едукативните центри, компаниите кои изработуваат производи и сервиси кои се базирани на вештачка интелигенција, да го канализираме тој процес. Значи, мораме да знаеме како апликабилно на вистина се користи вештачката интелигенција, каде ја користиме, кои се целите, што е она што добиваме, кои се импутите, а како да ги очекуваме резултатите и повторно ќе речам, најбитниот момент регулативата на која веќе навистина сериозно се работи. Сите светски и самити и конгреси имаат тема за регулатива. Европската комисија работи на рамка, големите вендори како Microsoft имаат своја рамка во која ја дефинираат точно регулативата, каде практично основните човечки вредности се вградени и нивното ненарушување, особено заштитата на лични податоци е примат.
Што би можела да издвоиме Академијата за вештачка интелигенција на СЕМОС едукација? Што е тоа што најмногу ќе ги привлече сите млади луѓе кои што се заинтересирани да го изучуваат тоа поле да дојдат токму во СЕМОС? Веројатно комбинацијата на теоретските знаења и практичните примери, работата низ практични примери, работата на проекти, нашите професионалци и сертифицирани тренери кои се професионалци во областа практично, секојдневно ја практицираат вештачката интелигенција, нивното знаење, можноста да учат од такви професионалци секако ми се чини доволна причина да се запишат на Академијата за вештачка интелигенција на СЕМОС едукација. Се разбира официјалната литература која ја добиваат, че тоа се програми кои се одобрени од вендорите, од каде користиме официјална литература. Ние сме партнери со нашите вендори во делот на развивање на литературата, особено во креирањето на патот на вештачката интелигенција и развојот, така што воедно нашето искуство 27 годишно и големиот број на тренери кои се сертифицирани професионалци во областа и се развиваат постојано е уште една причина зошто би ги повикала да бидат дел од Академијата за вештачка интелигенција на СЕМОС едукација. Сега, Елена, покрај твојата регуларна професија, јас имам сайд инфо дека ти си една опасна каратистка. Сега е во некоја пауза мојот активен ангажман како каратистка, но да, долги години тренирав карате и навистина секој слободен момент го користам да направам нешто за каратето, особено за децата и развојот на децата, бидејќи сметам дека каратето е една дисциплина која го развива умот, го развива фокусот и во еден период на млади години на децата навистина им е потребна како дисциплина, затоа што она што останува од каратето е таа дисциплина на умот и можност за фокус, концентрација, баланс и така натаму понатаму во животот навистина значи. И можам да кажам дека СЕМОС едукација и тука вмешува прсти и сака да помогне, па имаме замисла за проекти кои во иднина треба да се реализираат, кога тоа нели ќе биде навистина реализирано и ќе зборуваме подетално, но идејата е да развиеме на основ на проект кој ќе биде изработен, се разбира, да развиеме предиктивни модели за тоа колку на децата, се разбира со претходно истражување, колку на децата во иднина би им било потребно спортска активност во текот на денот за време на часовите на училиште. И тоа да биде документирано на основ на предиктивен модел, користејќи го машинското учење, со тоа практично вештачката интелигенција, да се изработи едно решение за тоа секое дете да има можност да го користи, да ја користи таа платформа и да може да направиме нешто добро за децата на најрана возраст. Знаеме колку нивното седење во училиште, во градинка, неактивноста, седењето пред телефони и така натаму штети како на физичкиот, така и на психичкиот развој и особено е битно нивната физичка активност. Па ако тоа го сведеме во бројки, што мене навистина ми е пасија, многу полесно ќе биде за контрола, како на наставниците во училиштата, така и на родителите дома. Така што знаеме колку апликации постојат за тоа дека треба да се напиеме вода, а ако не знаеме децата денеска колку биле активни, колку не биле активни, тоа навистина е еден пропуст за нас и за иднината воопшто на човештвото, така што се што можеме да направиме да искористиме нашите вештини, таленти, познавања, вештачката интелигенција и да направиме, како што и кажав претходно, да ја користиме во најдобра можна намера. Што сака најмногу да прави Елена во своето слободно време? Веројатно, семејството ми е број еден, дружење со семејството и активности од секаков тип. Многу малку е слободното време, но особено уживам кога тоа е во рамки на семејството и пријателите. Сакам да излегувам на отворено, да пешачам, да планирам, тоа е некоја и да спортувам, секако, нели, некој кој еднаш бил спортист, поинаку и не знае во животот, многу ми недостига спортот и немањето време за тоа
да се посветам нели и на спортот. Но генерално да, тие се некои активности кои ги сакам, музика, филм, како и секој еден нормален човек, нели во рамки на дозволеното и она што ми е расположиво како слободно време. Имам уште едно прашање. Дали памтиш некој период во твојата кариера на кој што се била најгорда до сега? Можам да ги вбројам последниве неколку месеци во СМС едукација, затоа што направивме многу навистина во делов на развој на вештачката интелигенција и допрва тоа ќе се развива. Сакам кога придонесувам кон тимот, сакам кога тимот е нели на пиедестал да речеме, а тоа си бил дел од тој успех. И особено се радувам кога се радувам и на туѓа среќа се разбира, но особено се радувам кога колегите го забележуваат тоа и сите заедно чекориме по патот на успехот. Така што веројатно последниве месеци во СМС едукација, јас сум и релативно нов член на СМС едукација и токму СМС едукација беше причината за трансфер во мојата кариера. Така што и сум горда на она што досега го правиме со СМС едукација, поготово што пренесуваме знаење. Знам колку тоа значи за луѓето да ја променат свеста, да научат нови вештини. Ние сме на една територија во која нели имаме многу табуа, имаме многу дезинформации за определени теми. Па сакам да ги разбиваме таквите теми и табуа и особено сум горда на тоа како го правиме во СМС едукација и продолжиме понатаму. Елена, ти благодарам многу и јас би сакала уште 200 часа вака да седам и само да те слушам, затоа што навистина уживав во овој разговор. Баш ми е мило, вештачката интелигенција е тема која инспирира дефинитивно. Треба да не сум тип на човек што гледа со розови очила, но сум оптимист и треба секој од нас да придонесе во правилна насока на вештачката интелигенција, токму тоа и ние го правиме од СМС едукација. Многу ми е драго. Ти благодариме многу. И вам ви благодарам за учеството.